Почитувани, добро вечер. Гледате За или против, вечерва со мене ваш домакин Искра Коровешовска. Во каква состојба е државниот имот? Има ли се уште државен имот кој што еди во градба и како се решава? Дали и како влијае тоа на безбедноста и на одговорноста? Дали службените возила на вистина се под контрола и има ли злоупотреби и какви? За наследените проблеми, за тековните реформи, за владиниот авион, за капиталните проекти, ама и за обвинувањата од опозицијската СДСМ дека се доделувани тендери на фирми блиски до вечерашниот гостин. Тоа се секако наводни обвинувања, најавена е тужба за истите, докаде е процесот. Се ова се само дел од темиве на вечерашната дискусија со директорот на службата за општи и безбедносни, како беше, општи заеднички работи, директор, извинете, Ивица Томовски. Добро вечер. Добро вечер, Искра. Благодарам за можноста и благодарам за поканата. И благодарам што сте вечерва тука. Имаме многу теми на кои би требало да дискутираме, кои сте ги најавиле, дел од нив почнати, дел од нив завршени, меѓутоа многу важни прашања врзани за државниот имот, некои дури многу апсурдни, например дивоградбите како вилата, двете вили во Охрид и на Водно, нели? Така што има многу интересни теми за дискусија кои малку изгледаат и филмски. Во секој случај, прво што сакам да ве прашам, а тоа е една убава вест, да речеме денеска, да почнеме и со една од убавите вести, а тоа е условно кажано победата за Македонија, за македонските професионални превозници или возачи, како сакате, но и за останатите луѓе. Она информација која што ја објави вице-премиерот Николовски, дека практично е прифатен предлогот да бидат третирани како професионални превозниците, значи она кое што практично самиот тој го даде како идеја и предлог, една од солуциите. Прашањето ми е, директоре, дали во суштина конечно гледаме извршна власт која се поти да ги добие работите, не се само јавни повици од говорница од пресконференции, туку се оди на терен, се делува, се действува. Практично, Искра, тоа е она разликата меѓу претходната и сегашната власт. Од сегашната власт гледаме, овен споменавте случајот, денешниот случај со превозниците, подпредседателот на владата Александар Николовски самиот прв излезе на блокадите заедно со превозниците, ги поддржа максимално, се бореше со нив, заедно со председателот Мицкоски контактира со Европската унија и на крајот изнајдоа решение. Јас не екам дека тоа го направија сами тие, можеби сите останати земји во регионот, но гледавме како макотрпно се борат и успеаат да ја извојуваат таа победа. Така. Ајде сега она за кое што сте вечерва најмногу тука, секако ќе дискутираме и политички прашања, како на пример тема за реконструкција на владата, прашање кое што последно го продискутира синоќа, ми се чини, во едно интервју Изет Меджити, како и да е за тоа потоа, ете уште една причина да останат со нас до крај нашите гледачи. Она што веднаш на почеток ве прашувам, помина безмалку 2 години и половина по точно период, време од како сте на функцијата. Можете ли да кажете вака со апсолутна самодоверба дека ја средивте институцијата, служба за општи заеднички работи? Институцијата конечно почна да функционира онака како што треба да функционира, од една руинирана, запуштена институција, потценета институција. Денеска имаме институција која што самите вработени се гордеат со таа институција. Што направивме ние на самиот почеток? Направивме целосна реорганизација, вработивме поголем број на луѓе, бидејќи кога затекнавме институцијата, затекнавме со под оној минимум со кој што може да работи таа институција. Направивме покачување на платите од еднократно 30% покачување на порамнување секоја година која што го добиваат вработените. Направивме неколку напредувања и признавање на одредени образованија кои што ги стекнале луѓето внатре во институцијата, а не им се признавале во изминатиот период. И тоа може да се види одма после како они постапуваат, работат и кои се резултатите кои што ги дале. Заедно со истите тие вработени ние успеавме да го легализираме имотот, го спомнавте вие на самиот почеток, имотот на државата. Затекнавме имот кој што немаше никаков имотен лист, односно практично беше дивоградба. Вилите Водно 1, Водно 2, односно председателската, премиерската вила денеска веќе имаат имотен лист и се во сопственост на државата со трајно користење на службата за општи заеднички работи, за да можеме да ги сервисираме понатака. Во процедура и мислам дека следна недела на владина седница ќе помине легализацијата и на охридските
вили, кои што исто така се дивоградба и од тие причини овие вили се запоставени, нема никаква реконструкција, реновирање или суштинска измена на истите, односно се оставени на забот на времето, така да со помош на овие внатрешни вработени, кои што денеска се задоволни и со наша иницијатива и напор правиме исчекор. Тоа е всушност едно апсурдно подпрашање кое се наметнува, е прилично логично. Ева во процес на легализација правите се што можете, како фала Богу што и се завршило за Вила Водно 1 и 2, но ева ако се случи не дај Боже никаква од безбедносен аспект хаварија, да речеме во Охрид, кој ќе одговара? Чија ќе биде одговорноста во таква ситуација кога се работи за запуштен објект Дивоград? Така, одговорноста сепак ќе биде наша, бидејќи се води као државен имот кој што сепак нема собственик, го користат државните институции, односно го користи председател на држава, председател на собрание или председател на влада, но оставено. Добро, имате информации зошто бегале од да се зафатат со решение на овој базичен предизвик, највисокиот човек, односно највисоката функција државна таму престојува. Може се и се што да се случи. Зошто изминатите години? Предпоставувам дека не го ставале во приоритети, веќе нема никаков интерес личен. Односно, тој колективен интерес или па немало желба и ентузијазам да се решат работите. Ние решивме коренито да почнеме да ги менуваме работите, не само со зголемување на платите, туку ево, као што напоменавте, со решавање на државниот имот, оној имот кој што го користиме да го реновираме, реставрираме, оној кој што не го користиме да го дадеме на некаква долгорочна концесија, сепак тој да функционира, но да имаме функционален и здрав имот и да изгледаме како една сериозна држава. Така е. Уште малку ќе се задржиме на имотот, ама сакам само да ве вратам во институционален структурен аспект. СОЗР своевремено беше посочувана како една од институциите во која се вработени луѓе на платен список, а не доаѓаат на работа. Успеавте ли тоа да го изменаџирате и како? Оди ли тоа лесно? Точна ли информација, односно што всушност видовте внатре кога? Токму така, Искре, имаше случаи каде што голем дел од вработените не доаѓа на работа, односно избегнуваат да стојат оние 8 работни часа. Како тоа се случуваше? Не директно во дирекција каде што е еден дел од вработените, ние обслужуваме архива, ликвидатура и благајна на сите министерства и државни институции и практично ние по тие институции имаме наши вработени. До сега немало никаква контрола на работното време. Кога ја преземавме ние оваа институција, добивме некоја донација на софтверско решение за регистрација на работно време, односно практично со оние QR кодови се регистрира кога влегува, кога излегува на пауза и кога заминува од работа, и така да денеска правиме и почесто контроли дали луѓето се на работа и во убедувам дека нема луѓе кои што неоправдано се одсутни од работа. Значи сепак и тие луѓе кои искивирале, условно речено, во тие моменти, имаат обврски и требале да бидат, односно имаат задачи кои треба да ги остварат. Впрочем, тоа е целата филозофија, за жал. Летото, некаде во месец јуни, објавивте во каква состојба се, ги споменавме уште веднаш вилите и онаа во Охрид, овие две во Скопје. Успеавте да средите, санирате поранешен објект на Комерцијална банка. Куќата на Хаџибанови пред владата, имено, и тоа е едно нешто кое што беше многу грда слика, која сега изгледа многу поинаку. Еве само да во клубот на пратеници инвестиции, поголеми зафати во одредени сали во клубот на пратеници, купување на опрема, инвентар и така натаму, каде што сега гледаме и сведочиме дека се користи за настаниот државен карактер. Има ли, освен овие кои ги споменавте, виливе, за кои посочивме дека за едните, односно за двете во Скопје е завршена процедурата, ова ево тек при крај во Охрид, има ли други вакви клучни објекти кои уште се дивоградби и тешко оди? Или нема, тоа се завршува со овие? Од оние објекти кои што се во собственост на службата за општи заеднички работи, овие се тие објекти кои што немале имотно-правни разрешници. Сега се надевам со овие следните кои што доаѓаат во Охрид ќе биде следна недела за охридските вили ќе биде завршено. Во програмата 1А, која што е владина програма, имаме предвидено за една од тие вили кои што се наоѓаат Свети Стефан да ја реновираме целосно, а после тоа ќе носиме одлуки дали ќе ја реиздадеме, дали ќе користиме како државна вила. Ќе заклучиме заедно со останатите
внатре во службата, што е покорисно и што е поисплатливо за државата. Го спомнавте тука клубот на пратеници, токму така ние направивме едно реновирање на клубот, сериозно реновирање, бидејќи не беше реновиран подолг временски период. Можам да ве убедам дека во историја досега, изминатите години, како оваа година, немало толку настани организирани и се почесто и почесто институциите го користат тој клуб на пратеници, односно клуб на органи на државната управа, му е вистинскиот назив, вистинското име. Од тоа ние профитираме на некој начин како служба за општи заеднички работи. Институциите кои што го користат клубот не се излеваат тие средства во хотели, во сали, други, не се вртат тука во рамките на државата, сега кој им е многу поекономично, поисплатливо, а ние на некој начин си задржуваме функцијата за она што е наменета службата. Она што е предвидено исто така оваа година во клубот на пратеници е измена на целосното грејење и ладење на клубот, бидејќи досега се греевме и ладевме на нафта, односно се греевме на нафта, а се ладевме на инвертер клими или клими, не знам какви се. Се, нели, треба да се грижиме за заштита на екологијата, животната средина. Од тие причини планираме да направиме целосна измена, бидејќи тој систем е стар систем, можеби од кога е изграден објектот. Потоа сакаме да аплицираме, односно да, ако успееме преку Министерството за енергетика да инсталираме фотоволтаични системи на клубот на пратеници, зградата каде што ние користиме и зградата на НИП Нова Македонија, така да заштедиме поголема електрична енергија и да се грижиме за животната средина. А ако успееме, рековте, тоа од што зависи? Тоа зависи од бројот на апликации, бидејќи знаете 3% од буџетот на државата се издвојува заради енергетско ефикасни фасади, заштита на екологија и се зависно колку апликации ќе има, дали ќе успееме сите згради кои што ги напоменав да ги обезбедиме со такви фотоволтаични системи или една-две, меѓутоа почнуваме некаква процедура. Да, важно е да се старт. Почнуваме веќе со тендерирање на проектанти кои што треба да направат проекција, да го испроектираат проектите за да бидеме спремни за апликации. Тука исто вие спомнавте стара комерцијална банка. Тоа е институција каде што треба да бидат, тоа е зграда каде што треба да бидат сместени повеќе институции. Тука е Министерството за европски прашања, Македонската информативна агенција, некои инспекторати, Инспекторатот за животна средина, кои што моментално се распрчкани на неколку места низ државата, дел од нив и плаќаат закупнини, ние имаме сопствена зграда. Морам да напоменам дека тој објект кога преземавме институцијата беше тотално погрешен проект. Односно, проектантите исцртале проект, а не направиле увид, каде што во моментов чекаме изјава од истите дека не им било дозволено да направат. Тоа и ќе ми беше следното прашање како може без увид. Тука институциите после тоа нека си преземат што треба да преземат. Успеавме, направивме промени на тој проект, ревидирање има уште, меѓутоа можам да кажам дека 80% од објектот е завршен. Очекувам, ајде да не давам датуми, но за скоро време да еден дел од тој објект го пуштиме во употреба и овие институции кои што првично плаќаат закупнени према приватни лица да ги сместиме таму за да го заштитиме буџетот на државата, нели? Тоа е и логиката по која треба да се водим. Така да работиме интензивно, се надевам дека ќе успееме све ова да го реализираме во оваа година. Прилично амбициозни, но и самоуверен сте дека може тоа да се направи и дека работите, впрочем и се докажа во неколку наврати дека успешно се завршуваат работите, така и да остане. Исто така лани некој овој период од прилика, зима беше, кога излеговте со проценка дека владиниот авион буквално се распаѓа. Рековте дека вие страв буквално кога ќе влезете и кога ќе увидите во каква состојба, иако се сервисира редовно, се разбира, фала му Бога уште тоа да не се случува. Значи, дали веќе почнува процедура, се планира, можеби е почната процедура, во која форма е решавањето на проектот да се купи нов авион? Впрочем, бидејќи реставрирањето и тоа има рок на трајање, не може да се прави веќе. Така, обично животен век на авиони дават од 15 до 20 години. Се, ја не сум стручна личност која што може тоа да го потврди, но кога ќе видите какви авиони моментално има земјите во нашата околина, да не одам подалеку, ние имаме као да споредам некоја кола од 90-тите со возило од 2025-та.
Таа е разликата моментално. Дали е почната некаква процедура, не е почната. Дали имаме добиено неколку понуди од авиокомпании кои што се занимаваат со производство на ваков тип на авиони, имаме добиено. Бараме начин на финансирање, бараме најефтина понуда, бараме најефтино и најсоодветно решение какво што треба да имаме за државата. Јас во неколку наврати сум ја отворил оваа тема дека ако сакаме да бидеме сериозна држава, треба да имаме сериозен безбедни авион, услови за функционирање, за функционирање, па тука ево да се навратиме и на оној немил настан во Кочани. Ние доколку би набавувале нов авион, можеме да набавиме со соодветна опрема за здравствени потреби. Ево, во текот на вчерашниот ден ми се јавија, имавме случај од една европска држава каде што лице со излив на мозокот, не знам, некаква болест, треба да се транспортира во Македонија. Немаме ние услови, немаме ни како да го транспортираме, немаме законски нормативи и начини како тоа да го направиме. Ниту ние, ниту па некоја држава. И сега замислете, ние илјадници километри тоа лице треба да возиме со амбулантно возило до државата. Така да се надевам дека во текот на оваа година ќе изнајдеме некакво решение и пред се консензус со сите политички партии, бидејќи за законски промени очигледно на ситуација не треба во овој случај. Овој авион нема да остане во собственост на партијата ВМРО која што е така, туку тоа ќе биде во собственост на државата. Не, ниту моја собственост. Добро, ние треба да излеземе прво од матрицата, вака да размислуваме, односно дека немаме лична корист и да почнеме конечно да мислиме за користа на државата и на општеството, ама ајде ништо не оди брзо. Јас сум најголем поборник за авионот, ниту еднаш не сум летал со истиот. Тоа ќе ве прашам следно, дали воопшто сте летале? Да, сум летал бевме во сервисот во Нинберг, чисто да се упознаеме со луѓето кои што го вршат сервисот, да ни дадат насоки, да видиме какви други авиони имаат таму и Да, а од каде се понудите, од кои земји рековте? Па видете, практично од сите компании кои што се занимаваат, има од Канада, има од Франција, тие се уште неофицијални, но луѓето слушнале дека ние така собираме информации за авиони, дошле, да речеме Falcon, Bombardier, Embraer, има повеќе понуди. Следна тема се црвените таблички на службените возила и пред да ве прашам зошто впечатокот во јавноста е дека тие демонстрираат повеќе мок отколку што треба да покажат дека се сервисна служба, практично дека се служба за јавен сервис, ве прашувам дали остана некое службено возило кое не е покриено со црвените таблички или всушност се е статистички според бројката за која што зборувавте 7000, 3000, со 5000 како беше сега. Не ми текнува точно, вие си ги знаете, ќе ни ги кажете бројките, но дали е до тука процедурата завршена? Сите ли имаат? Практично мислам дека тоа со демонстрирање на сила и на моќ е политиканство, не е искрен пристап кон јавноста. Паркирање на тревници, брзаат, па притекнуваат. Претходно не знаеме кој имал такви возила. И не знаеме што правеле тие возила. Сега денеска барем имаме увид, можеме и имаме каде да пријавиме и имаме повратни информации кога нешто се пријавува. Ние имаме и телефонски број, и имейл адреса, каде што секојдневно, јас ги немам пред мене па да ви ги прочитам, има секојдневно пријавување, ние препраќаме до надлежни институции, сима се постапува, имаме повратно од луѓето дека да, овој отклонет проблем решена, имаме и некаде каде што не се решава, па изнаоѓаме други решенија. Сепак ние немаме некакво законско решение како овие луѓе треба да се казнат или кој може да казне, односно може да ги санкционира лицето во чија собственост е возилото, односно ако е на АЕК, директорот на АЕК или на таа институција може да направи дисциплинска постапка, казна или не знам што, но ние како служба не можеме. Ние во случајот сме само сервис кој што им ги обезбеди таблички, верали. Апсолутно така. Тоа е важно да се знае, од вас бараат потоа одговори за тоа колку се санкционирани, колку има дисциплински постапки и така натаму. Така, инаку бројот на возила во моментов е некаде околу 3500 возила кои што имаат црвени таблици. Тука се направи на мала измена на тој правилникот за се земат дел од возилата кои што се од Агенција за национална безбедност, дел од возилата на Министерството за внатрешни работа, владините шкоди кои што секој практично ги знае, ги познава во државата и не е важно тие дали имаат или немаат црвени таблици, ради чиста безбедност. Да, така е, протоколарно да не бидат мета, вака или онака така. Така е,
дел од нив немаат сменато таблици, но тоа е она суштина дека голем дел од возилата со кои што располагаат институциите се во употреба. Ево можам да кажам ја дека пред една недела ние направивме продажба, односно на јавна аукција, на објавен тендер, кој што систем преку Министерството за финансии оди не преку нас, направивме продажба на 104 возила кои што се во употреба, односно возила кои што се корисни само за старо железо, која ни беше целта да ги исчистиме паркинзите, кој практично нашиот паркинг е кај Македонска радиотелевизија позади, сега ќе исчистиме таму 105-104 возила. Со тие средства планираме, ако имаме можност да купиме едно или две комбиња кои што ќе бидат наменети за високи делегации кои доаѓаат во државата, и така ние спроведуваме тендер кој што чини 1 милион денари. За 3 години ние ќе ги исплатиме тој 1 милион денари со користење на нашите возила. И практично тој дел на паркингот кај што го чистиме, планираме да направиме некаква монтажна гаража, но ќе видиме тоа отом потом. Целта ми беше и иницијативата која што ја потегнав јас и сите останати институции да го направат истото за да го исчистиме возниот парк, бидејќи навистина имаме разочарувачки возен парк. Немаме во суштина возен парк. Го следаа ли вашиот примерот и не сум слушнала од други многу институции? Се уште нема, очекувам дека ќе почнат некои постапки, видете, за да направите оттуѓување на државен имот било каков, движен, недвижен, вие прво мора да направите проценка. Проценката ја прават овластени проценители преку Министерството за правда и тие се ограничен број кој што реално не можат да постигнат на сите страни, не се само возила, многу работи се во прашање во државата. И претпоставам дека се тие пречките и причините. Да, чекор по чекор полека да се пофати се. Од прилика од кои институции добивате макар вака како информација на дневно ниво или без разлика устна зборувам без некои посебни бројки, дека најмногу се констатирани злоупотреби на службените возила на пример? Види, институции не можам да наведам, обично пријавуваат физички лица. Имало се случувало и новинари да ми се јават мене, да ме прашаат да им вратам одговор. Имало случаи каде што не сме вратиле, морам да признам, и навремено одговор, бидејќи и ние не сме добили одговор во случај, ајде да кажеме, ево, државен пазарен инспекторат ќе земам, ако добијам поплака за некое возило државен пазарен инспекторат, ја прво праќам до директорот на државен, па чекам да ми врати што ќе ми одговори, па му враќам на лицето кое што го вратило за да биде и се некаде може и да закочи работата па да не се врати на време, меѓутоа гледаме да одговориме навремено на сите, па ги потсетуваме по втор пат, трет пат и четврт пат овие луѓе кои што нас не ни вратиле. Да, во секој случај добро е да кажете јавно, да образложите зошто се случува да немате одговор. Важно е искра она што црвените таблици се воведени за да нема злоупотреба за партиски цели. Во минатото се слушало и имало случаи, можам со сигурност да кажам дека немавме ниту една пријава, ниту па ние утврдивме некаква пријава за злоупотреба во текот на кампањата која што беше се за локални избори. Ова кажавте и за пријавувањата од страна на граѓаните, бидејќи имате и телефонски број, имате и мејл адреса. Нешто што е надвор од оваа тема, а ме интересира бидејќи пред да влеземе во студија во вечерва, ми споменавте интересна работа, разлика во однос на тоа што очекуваат институциите да добијат преку СОЗР, дали се тоа лични потреби, не знам, фотелја сака овој директор на таа и таа институција за него, или па бара за самата институција за нејзиното добро. Имате ли неверојатни побарувања се уште или тоа заврши со промената на власт? Јас мислам дека заврши тоа со промената на власта, иако морам да признам дека од една институција, ајде не би сакал да ја спомнам институцијата, тогашниот раководител дојде да побара лично возило за себе. Во споредба каде што денеска доаѓам од истиот состанок, каде што личноста која што го замени бара средства и помош за институцијата, да речеме мебел, фотели или нешто слично за непречено функционирање на институцијата. Така да погодам една најактуелна таква позиција во моментот е заменичката на Коцевски која се наоѓа во Републичкото јавно обвинителство. Добро. Јас кажав, не кажавте. Вие тоа е тоа.
Каква е состојбата со возниот парк? Тоа го споменавте, имавте и многу интересни објави околу Нова година, средба со луѓето кои работат во возниот парк и го одговоривте прашањето, меѓутоа колку сме далеку од она кое што сакате реално да го постигнете како совршена состојба или близу до совршена состојба? Мислам дека сме многу далеку. Први возила кои што влегуваат како нови возила во државата се оние возилата кои што ги видовме при Министерството за внатрешни работи. Други возила нови нема, практично овие 45 Шкоди кои што ги возат министрите се под нас се на оперативен лизинг. И сметам дека тука треба да се направи еден исчекор, да се минимизира употребата на возилата и да се утврди точно за што и какви намени и кој има право тие возила да ги користи и да се набават нови возила, бидејќи така ќе ја заштедиме државата, не ја оштетуваме државата. Сведоци сме во минатото како се случувале оние тендери, промена на делови или не знам какви се уште не други работи, зашто народот да нема сомнеш и за оваа власт дека тоа би се правело. Така. Сепак се работи за луѓе, не знаеме кој како функционира во рамките на својата институција. Затоа, според мене, најдобро е да се расходуваат сите возила кои што се постари од 10 години нека бидат, да се минимизираат и да се утврдат строго правилата кој има, кој нема право и зашто има право да користи возила, да се набават возила кои што би се менувале на секој 5 години. Не мора на 3 години како овие Шкодите кои што ги имаме, бејќи јас навистина истражуваме на пазарот да видиме какви може да бидат следните нови возила, владините возила. Зборам да видиме на колку минимум години може да бидат, затоа што сметам дека 3 години е премал период за да променете вие возила. 4-5 години нешто би било по-нормално, но ајде, оставаме да видиме како ќе кажат истражувајќи. Она исто што е интересно и го забележувам, велите да се утврдат точни стандарди, правила, како ќе се користат, кој ќе ги користи и така натаму, кој треба да ги одреди тоа, индивидуално институциите сами или е нешто кое што папирологија некаква која доправа треба да чека месеци на подготовка? Тоа може секоја институција внатрешно да се го уреди со правилник кој какви може да се донесе и некоја колективна препорака, како што беше на почетокот препораката за да ги сменат таблиците, па подоцна излезе работата дека не ги менуваат сите таблиците, па моравме да придеме при регистрација да мора да добијат, и тука потпаѓа и општини и разни кои што немате вие целосна контрола. Така да најдобро е секоја институција внатре во рамките да си направи правилник и да користи онолку возила колку што реално им се потребни. Возилата сепак се за работа, наменети за некаква работна обврска, не се за луксус и за лични потреби. Така е. Така да сметам дека ова првично со црвените таблици ќе го искорениме она злоупотребување и по настрана од тоа за партиски цели. Нема да имаме повеќе возила по одмори во Грција, во Охрид или било каде на било кое туристичко место. Апсолутно се служувам и тоа треба така да функционира и еве нека биде еден јавен повик до институциите да делуваат на терен во оваа насока, нека изготват правилници да не мора да притискате на ваков или онаков начин како со ова пререгистрирањето, така е. Пред околу еден месец најавивте нам две многу интересни информации, сакам ако може малку повеќе детали од она што досега јавноста го знае. Рековте дека Скопје наскоро ќе може да добие саем, но и жичница од болницата во Козле до Средно Водно. Што значи ова? Веќе имате проектна маса за жичницата, што значи наскоро? Еве за жичницата прво да се фати. Практично за жичницата има проект кој што е изготвен од една реномирана компанија која што веќе го правела едниот крак и кој што ако сакаме да ја споиме мора истата компанија да оправи и има тука законска покриеност да кажам и е законито. Првиот проект кој што е направен и се наоѓа во Министерството за транспорт и врски е од Свети Јован црквата до поврзување практично со Средно Водно и така до Крст. Она е измена која што ја предлагаат тие заради изминат период, изградени живеалишта, измена на структурата на тој дел од градот, предлагаат од болницата Козле до
средноводно, практично и болницата Козле се наоѓа во град, меѓутоа таму имате малце поширок простор каде што може да се обезбеди некој монтажен паркинг, да можат луѓето доколку сакате вие да отидете, да опаркирате возилото и да бидете сигурно дека има паркинг, за разлика од претходната локација, реално нема каде да паркирате возила и нема паркинг, односно треба да идете пешки. Во текот на утрешниот ден имаме состанок баш на двете теми кои што ги спомнавте со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓевски, ќе разговараме двете теми. Повторно ќе бараме начин на финансирање средства од каде може да се обезбедат Например, кои ви се опциите во тие момент? средства. Најлесно решение во моментов е кредитирање, но да видиме дали е тоа исплатливо, издржавно, да се направи некаква анализа. Добро е да го направиме за градот Скопје, но да не бидат оштетени ниту граѓаните. Мора да се размислува на двете работи. Додека во делот на саемот имаме опција за јавен приватен партнер кој што е заинтересиран, неколку се опрашани, не би обзнанел вака во јавност се уште додека не најдеме соодветна локација, тоа ми е и да му прашањето, понудиме, да. Бидејќи вие лесно Кој може... дел од Скопје, мислам, чисто вака ориентационо го размислувате како опција? Види, лесно е да најдете локација надвор од градот. Но дали таа ќе биде корисна локација за таква намена? Ево, кога разговарате со луѓе кои што работат по саеме, викаат додека беше саемот каде што е сега Изгейт и додека се организира саемот во Борис Трајковски, поголема е посетеноста Борис Трајковски, ево конкретно саем за книга. Многу е поголема посетеноста, многу е поголем прометот. Најверојатно структурата на население тоа го диктира. И од тие причини бараме некаква соодветна локација каде што би ни требале од 12 до 20.000 метри квадратни простор, каде што ќе може да се изгради таков соодветен саемски простор, ќе биде можеби малце помал од претходниот, но ќе биде пофункционален и покорисен. Јас сум имал досега една или две средби со луѓето кои што работеле во претходниот саем. Тие се и ден денеска членки на оние светски саемски организации. Имаат многу добри идеи, имаат веќе контакти со други земји каде што се организираат одредени саеми. Ево, можам слободно да спомнам саемот за земјоделство од Солун, каде што им нудат опција, бидејќи таму е еднаш на 2 години, една година таму, една година да се организира тука кај нас во Скопје во Македонија. И кажуваат сериозни посети, дневни посети од 30 до 50.000 посетители на ден. Тоа е добро и за економијата, и за туризмот, и за градот. Оние кои до сега и малку, ајде да речеме, не знаа да погледнат позитивно на ова најава од вас, ќе речат па што ни фалеше до сега, откако го изгубивме саемот кој што го имаше овој главен град, се никако се пресели природно или по сила на околностите во Борис Трајковски, па функционираше. Тоа е едната страна на приказната, други ќе ви речат ние една универзална не можеме да довршиме, па саем ќе направиме, трети ќе ви речат жичницата до водно актуелната, иако и универзална и актуелна жичница се под градот Скопје, сепак еве уште немаме универзална, жичницата неколку пати за време на владењето на Арсовска не беше сервисирана, тоа сме правеле еден куп прилози, верувам дека сега се работи на случајот, но ајде еве зошто да веруваме дека можеме вакви сериозни капитални инвестиции, односно ваков тип на сериозни инвестиции да реализираме како држава. Тоа сме покажале во овој година и пол дека ние сме спремни за сериозни проекти и сериозни промени во општеството. Сакаме да работиме, не кажуваме дека тоа е лесно и дека ќе биде лесно. Државата е задолжена премногу. Државата мора за 2 години да врати 6 милиарди во буџет, во еврообврзници и слични институции. Тоа ви е еден годишен буџет на нашата држава. И ја не викам дека тоа ќе биде лесно, но сакаме да работиме, имаме план, имаме визија, имаме стратегија и мораме да се трудиме. Од 5 работи 3 да ги спроведеме, па ние би имале успех. Досега не се спроведувала ниту една од 5. Така е, само биле најавувани и тука завршувала целата приказна.
И сега сакам да го заокружиме делов околу СОЗР и како институција внатре и во однос на вашите планови за оваа година тековната која само што започна, потоа ќе одиме на пауза, куса за реклами и политика. Конечно на крајот во завршниот дел. Има ли нешто што можевте да го направите во рамки на институцијата и планиравте, а не успеавте и зошто во овој период досега? Сигурно можеби нешто ми промакнало внатрешно во институцијата. Ама што не ви паѓа на прво, значи не е нешто пресериозно. Така, можеби нешто дел организацијски, каде што со оглед на таквиот буџет како што го имаме оваа година, бидејќи навистина тешка година за цела држава, не само за институцијата со која што ја располагам, ќе се посветам оваа година повеќе на организацијската структура внатре во службата. Ќе се осврнам само на 3 до 5 проекти клучни кои што се за да можеме да функционираме. Тука ги спомнахме вилата во Охрид, депанданците во вилата на премиерската вила во Охрид, монтажната гаража, грејењето, ладењето во клубот на пратеници и уште некој 1-2 можеби кровови, можам да го убедам дека секој кров во државата прокисно. Бидејќи 7 години немало никакво одржување на истите и денеска сме ние приморани да правиме проекти, да правиме постапки тендерски, да ги реновираме наместо да градиме нови објекти и нови работи да градиме, ние мораме да санираме она што 7 години не се санирало и не се направило, така да очекувам дека ќе биде успешна година. Можеби не толку на нови проекти, колку на реорганизација и организација внатре во службата, но да ставиме на времето. Добро, како и да се гледаат барем зачетоците на вистински промени темелни во службата, тоа го знам и од луѓе кои работат внатре со кои сум комуницирала низ годините наназад. Има само еден дел од вашиот одговор со кој верувам дека ќе се сложите со мојов коментар сега, односно дека е тоа нешто кое што сакале или не им боде очи на луѓето. Знаете зошто? Затоа што кога ќе кажете дека се санираат дупки или кровови прокиснати од претходна власт, и тоа е де факто така, бидејќи се гледа како било и како се менува, но зошто не одговараат оние кои го запуштиле до тој степен? Тешко е да се утврди нивната одговорност. Тешко е да се лоцира како доказна форма, како материјал дека не биле одговорни, па не ги гоните, бидејќи мора некој конечно за таква негрижа да одговара, знаете. Прво е многу тешко да се утврди одговорноста, а второ тоа е работа на се заташкуваат, успева да ги заташкаат документите? Не се знае чива одговорноста, одбегнуваат од одговорности, нема законски правила дали службата се грижи за целиот имот или практично службата не може да се грижи за целиот имот. Службата за општи заеднички работи добива насоки од владата, бидејќи работи по уредба на влада. Со одлука на влада се санираат одредени кровови. Најверојатно луѓето кои што раководеле со тие институции не ги интересирало дали прокиснало, дали пропаѓа или што се случува. Ево ќе земам објектот на Министерството за односи меѓу заедниците. 3 катови од тој објект не функционира затоа што протекуваше од секој можен дел на таа зграда. Денеска и тие 3 катови функционира. Тоа беше првиот кров кој што го саниравме. Може би во јавност изгледа смешно кровови протекуваат, но таа е суровата реалност. Само што гледам сега едно прашање од гледач, не го познавам човекот, како и да е. Прашањето е дали се конечно решени оние типови на злоупотреби со набавките, како што имало, вели тој, се товареше месо и кашкавали во подрумот доле во возила и си носеа дома, а набавени од државата со пари од државата. Можам да ги убедам дека е така. Се прават многу често пописи на објектите со кои што раководиме. Транспарентно ги објавуваме тендерските постапки, ги намаливме условите за учество на само одредени компании кои што во минатото биле познати за сите. Денеска може секоја компанија да учествува на тие тендери. Тоа може очигледно да се види и по зголемување на прометот, кој што во најмала рака е зголемен за едно 50 до 60% од она што било во минатото, како фискалниот, така и оној со фактурирање, така да ги убедувам граѓаните да не се грижат во тој дел, нема такви злоупотреби
и ние не сме успели до сега да затекнеме така. Да, добро е и ова во однос на профитот, значи дека и транспарентно ги објавуваат, и на вистина така се вртат, бидејќи се внимава и се прават контроли. А овде мислам дека вистинско време да го заокружиме делото, освен ако нешто не ве прашав на тема Созара, сакате сега да кажете. Мислам дека ги опативме. Како и да е, вториот дел може да го дополните, што и да е, не завршуваме тука, правиме само многу куса пауза за реклами, останете на Алфа. Добре дојдовте назад. Вечерва дискутираме за државниот имот, за состојбата, за тоа како не се чувала, како треба да се чува и како се чува. Предпоставувате за оние кои сега прв пат го стиснувате бројот 4, ако сте на Тримакс или не знам како е на другите оператори, е директорот на Службата за општи и заеднички работи, господинот Ивица Томовски. Директоре, го издискутиравме овој делот, си како дека доколку останат работи што сакате да ги споделите на тема Созара, имам уште 10 на 15 минути. Сега следи една од последните информации врзани за вас, односно напад од страна на СДСМ кон вас. Најавивте тужба дека ќе поднесете за клевета против Социјалдемократскиот сојуз минатиот месец за нивните, како што велевте, неаргументирани напади, односно дека, според нивното соопштение, семејната фирма на Томовски Сити Аутсорсинг го чисти буџетот или со бројки 5,3 милиони евра за 161 тендер. Ваша ли е фирмава? Не. Рековте дека не. Реков дека не. Дали е на ваш близок? Не, дали е ваша, туку дали е се вратам малце неколку чекори назад. Уште кога почнавме, која превземавме оваа институција, Службата за општи заеднички работи, практично и човек и да не знаеше дека ова служба постои во државата, многу мал дел од луѓето знае, кои што работеле административно. Јас почнав многу често да излегувам во јавност и бев спремен на секакви критики и напади од опозиционите партии. И тоа е нормално и тоа им е нив задача, но кажав дека ќе работам транспарентно, често и достоинствено и нема да го обрукам претседателот на владата, бидејќи ми ја дал довербата и сметал дека треба да ја водам ова институција во овој момент. Така е, јас кажав неколку пати дека СДСМ објавува некакви пресконференции, но тие се никакви кога немаат аргументи. Точно е, ниту приходувам, ниту е во моја собственост, ниту на моето семејство во собственост оваа компанија. И затоа јас најавив тужба. Моментално ги извршив оние административни уплати кои што се за тужба и правниот тим си ја тера таа постапка, не знам кога ќе биде поднесено или дали воопшто е поднесено, но тужбата ќе следи, па потоа институциите нека си постапуваат и нека пресудат што е, како е, така. Кој е во право, кој лаже. Инсайдерскиот Социјалдемократскиот сојуз, верувам дека таму во рамките на структурата што е во објектот на Бихачка има луѓе поразумни кои потемелно веројатно прават некакви анализи. Имате ли некакви такви информации од каде им се ови? Ова не е прва, да речам, ситуација на која се лизгаат условно речено или новинарски терминолошки објаснато. Имало и други пресконференции каде ќе се излетаат со информација, а потоа следат строги деманти, закани за тужби, што е нормално кога вие без докази излегувате. Зошто вакви видови на бидејќи де факто кога ќе излезе деманти и ве поднесувате тужба, приказната завршува. Ниту медиумите се лепат на истата, ниту пак остава белег во јавноста. Тогаш ме интересира еве како политичар и според информациите кои ги добивате, ако ги добивате од некои луѓе од СДСМ, кој е поривот, што е поентата? Непобитен е фактот дека СДСМ во моментов не е опција за државата. И мене ми е жал што е тоа така, бидејќи на секоја силна власт или на секоја власт во државата и треба коректор, односно силна опозиција, која што ние во овој момент ја немаме. Која е целта која што ја прави СДСМ во овој изминат период со овие пресконференции? Целта е да покажат проактивност за Венко Филипчи да си го задржи столчето. Ама да не може секој ден се повеќе. Знам, тоа е очигледно, но најверојатно пиарот кој што околу него го советува дека тоа е правилно, тоа е исправно и дека треба така да продолжи. Јас би му дал совет дека треба се одлепи од Зоран Заев и да направи сериозна реконструкција во самата политичка партија, да ја отвори политичката партија и да стане сериозна политичка партија која што може да биде во спрега со ВМРО ДПМН, односно да дава реални критики
а не паушални критики кои што не се аргументирани, повторно ќе напоменам, и треба да дадат соодветни идеи, проекти како државата и општеството да оподобриме, а не да идат само на критика која што не им е аргументирана и да оцрнуваат луѓе кои што моментално ја водат државата, односно ги водат институциите во државата. Една од последните на политички теми работени анализи во јавноста, на која конечно председателот на владата го кажа последниот збор како извршен шеф на извршна институција кој го менаџира овој процес, дека предвремени избори нема да има, на што репликата од председателот на СДСМ Венко Филипче е дека најдоцна до почетокот на следната година, можеби и крајот на оваа ќе се случат предвремените избори. На база на што е овој оптимизам кај Филипче и ваква самоувереност на темата? Мислам дека очигледен е расхолот внатре во Социјално-демократскиот сојуз и Венко Филипче мора нешто да направи за да направи дефокус. Ево, кажува се, нема да биде денес сутре, ќе биде за една година, барем за една година се вика дај да го задржам столчето, да задржам фотелјата, па може би овие ќе направат некоја грешка, па јас да останам председател на таа политичка партија. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски беше дециден дека нема да има и јас го поздравувам и така треба да функционира на општество и на држава, бидејќи не може ти да имаш избори на секои 2 години. Се знае кога се избори. Еднаш на 4 години и секако доколку не се случи нешто што не зависи од вас како политичка партија која што водите државата, но сите бизнисмени, целиот бизнис сектор планираат минимум на 4 години да е некакви проекти и треба да знаат дека тие проекти ќе им се движат во правецот како што испланирале, бидејќи секое објавување на предвремени избори, тоа значи оштетување на буџетот, тоа значи замрзнување на целото општество најмалку 3 месеци. Не смеете тендери да објавувате, не смеете ова, не смеете она. Многу пречки има кога се во прашање избори и изборен процес, апсолутно така. Така е, тука е тоа. Знаете зошто ве прашувам? Не дека вие треба да гатате што му е во глава на Филипче или како размислува партијата негова, но дека во минатото како народ, како јавност сме гледали и сме сведочеле на притисок од странски амбасади, од странски држави, дека некоја власт мора да се смени. Темата е она која што ја наметнува Филипче, во недостиг на други, предпоставувам, начини како политички да се бори со власт, односно со вас. Па вели дека во иста реченица на некој начин или во иста изјава ги координира и уставните измени, дека уназадувате со тоа што не ги спроведувате како власт и така натаму, и од друга страна предвремените избори. Па народот кој е исклучително политички писмен се заклучува еве пак странците ќе ни скројат некаква капа и така натаму ми го разбирате прашањето. Дали сме ослободени од таков терет во моментот како општество и дали навистина си ја бркаме работата во држава? Види, тоа се гледа на меѓународен план на председателот Христијан Мицкоски заедно со неговиот тим кој што работи на надворешна политика и министерот Тимчо Муцунски се постојано во непосредни комуникации со безброј европски и светски држави, така да ве убедувам дека не е она како што ги користат тие ВМРО-ДПМН на изолирана партија од страна на Европа. Ги убедувам и граѓаните дека не е тоа така. Ако на некого во овие моменти му одговараат предвремени избори, тоа се на ВМРО-ДПМН. Да, таа е апсолутната логика. И политичка, и економска, но тоа му одговара само на ВМРО-ДПМН. Не му одговара на општеството, не му одговара на граѓаните, не одговара на бизнис секторот. Така да ние треба прво да го гледаме колективниот интерес, па потоа личниот интерес. Таа е онаа разлика меѓу минатата и сегашната власт. Да се потсетиме само на неколку години претходно кога во ковид пандемија организира избори, каков подкуп направија за да добијат некој втор мандат и да продолжат да функционираат понатака. Така да тие практики и тие функционирање од минатото се искоренуваат и точно се знае кога ќе има избори, како ќе има избори и кога ќе има развој на државата. Тоа значи дека имаат апсолутна немоќ, Унија убеди на страна и СДСМ, тука и дујна слична линија или најпопуларно наречената нивна фронтовска асоциација или национална алијанса за интеграција, кои реагираат, например, зошто не се двојазични пораките на Safe City.
од старт самоубиствена популистичка реторика, бидејќи никому не му е гајле. Важна е безбедноста, а јазикот на крајот на денот официјалниот во државата е македонски. Еден изворен проект кој што е спроведен да заштеди макар еден човечки живот. Не е битно ништо друго. Ниту е битна и важна наплатата, колку казни ќе се плати, колку што е побитен човечкиот живот, колку жртви имавме досега во минатото, колку помалце прекршоци имаме денеска. Во некој од вчерашните интервјуа председателот Мицкоски баш точно и детално ги обзнани тие прекршоци во денови како се движат. Намалувани како е така. И видливо тоа се уште нема казни. Значи ова е само некој пилот проект од месец-два, додека почнат казните. Јас се убедувам, ние имаме доста доволно паметен народ, без разлика тоа што го потценуваат многу луѓе. Ќе видите дека кога ќе почнат да функционираат камерите, нема ни 10% од тоа сега што се случува. Се сложувам апсолутно, иако генерално има и став кој е издржан кај луѓето и кај јавноста дека ние мораше прво инфраструктурно совршено да бидеме подготвени па да го стартуваме Safe City, но за менталитет и ваква сообраќај на некултура, според мене, како Искра Коровешовска, ова беше единствениот начин како да се влезе во жижата на проблемот, па да се решава инфраструктурата има кога абсолютно, да се. Абсолютно, имаме период кој што следи. Ако мириме инфраструктура и човечки животи, подобро да се спасени човечки животи од колку. Апсолутно, да. Очекувате ли со оглед на тоа, го спомнавме обвинителството, ја најавивте тужбата дека веќе ја подготвува правниот тим или можеби е веќе денес збориме процесуирана. Очекувате брзо дека ќе се истара? Па видете, обвинителството гледам дека е веќе ослободено. Не постојат оние спреги и затвореност кон него. Има случувања, има активност кај нив, така да очекувам дека за брзо време ќе се разреши не само овој случај, туку многу други случаеви кои што во минатото биле зацкривани во фиоки, не биле отварани, имаме многу случаеви такви каде што нема пресуди или воопшто нема никаков предмет отвор. Господине Томовски, имам уште едно прашање, секако на крај ви оставам доколку нешто сакате да порачате. Имено Изет Меджитиев во една од последните интервјуи чинам вчера или завчера како и да е, најави можна реконструкција на влада, вели, кон крајот на март. Иако оваа рамка ја слушам првпат после известно време, бидејќи председателот на владата исклучително беше внимателен кога дискутираше во однос на периодот кога би се, ако би се спровела реконструкцијата, но и е внимателен и воопшто ни приближно не насетуваме еве на некој начин со сите наши професионални истражувачки жилби и потреби на кои имиња ќе се концентрира. Еве сега ајде ве прашувам, ќе има кон крајот на март ова што го зборуваме Меджитиев веќе некаква сигурна рамка дека ќе се случи реконструкцијата? Може господин Меджитиев може да зборува во рамките на вреди, точно така, и можеби имаат некакви планови да имаат промени. Затоа во останатиот блок, односно во делот на ВМРО-ДПМН, и знам треба таму да се изјасни председателот на владата Христијан Мицкоски. И јас искрено очекувам можеби дека ќе има, бидејќи тоа е природен процес на секоја власт на одреден период да има некакви реконструкции, поместувања, некои луѓе се променат од една на друга позиција. Тоа оставаме повторно е право на председателот на владата, бидејќи тој е човекот кој што го води тимот, како што напоменав јас на самиот почеток, државата за 2 години треба да врати еден цел буџет што не задолжиле во минатото, така да јас верувам во неговата стратегија, во стратегијата на премиерот, верувам во неговите планови, акции, активности кои што ќе ги презема, така да сигурен сум и убедувам граѓаните дека може да спијат мирно, све што следи во периодот ќе следи за подобар живот на целото општество. И уште едно подпрашање, мислите ли дека треба да се реконструира условно кажано или да се предмет на реконструкција и по ниските ешалони директорски, раководителски варијанти во клучни некои државни јавни институции? Кога станува збор за реконструкција, тоа не значи дека само првиот ешалон министерските позиции, тука влегуваат сите позиции. Не се случува и таа можност да се реконструира комплетно целото раководство од директори од најнизок ешалон до највисоките.
Така е. Бидејќи не секогаш се оние на врвот, па и наинформирани за тоа што во внатрешноста се случува и периодот е многу краток, година и половина, односно безмалку 2. Јас ви благодарам што одговоривте буквално на сите прашања што ги подготвив, имаше и некои што произлегоа спонтано. Ако мислите дека има порака која сакате да испратите до јавноста, до институциите, можеби од кои на некој начин зависи или чувствува притисок, созара и ви минута. Прво, најнапред искрено благодарам за можноста да можеме вака во живо да ја кажеме се она што ќе биде поставено од ваша страна и во име на граѓаните, така. На граѓаните. Сакам само едно да им препорачам на граѓаните да бидат трпеливи. Премиерот точно знае што прави, какви се плановите, кои се стратегиите, да имаат поголема доверба, да остават на функционерите, односно луѓето кои што ги раководат институциите, да ја работат својата работа, да не подлегнуваат на оние неаргументирани критики и паушални изјави од одредени политички структури од страна на опозицијата и ги убедувам дека државата се движи во вистинскиот правец. Ви благодарам што ова вака уверливо го кажавте. Веруваме дека е така. Секој од нас сака да успее оваа земја, онака како што со рапидно темпо одеше напред кога останатите заостануваа зад нас и бевме лидери во регионот. Немаме резервна држава. Таа е единствената која имаме и мора да се грижиме за неа. Уште еднаш ви благодарам на отвореноста, директноста, на искреноста. Благодарам. Почитувани, гледајте За или против. Следете ги дневните политички магазини. Утре во истото време лоцирајте се или стационирајте се на истите места, 18:10 За или против. Утре петок и секој останат работен ден од понеделник. Пријатно и убава вечер.